Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: 16 новозаболени во Тетовско, 9 во Гостиварско. Кандидатот за пратеник од ДУИ Насер Зибери денес оствари средба со дел од градоначалниците на неколку општини. Ана Андонова продолжува со создавање краткометражни филмови. Секојдневно расте бројката на заразени со коронавирус во Полошкиот регион. Во Гостиварско, каде доскоро состојбата беше стабилна, само во последните 2 дена потврдени се 23 нови случаи. Во Тетовско денес има 16 новозаболени. Се шири заразата со коронавирус меѓу населението на Полошкото подречје. Во Тетовскиот регион бројката на активно болни стигна до 420, додека во Гостиварскиот надминува 90. Состојбата со ковид во Гостиварско почна да добива сосема поинаква слика во изминатите 2 недели. Речи си и да нема ден без да се регистрираат новозаболени лица. Вчера и денес Министерството за здравство потврди 23 нови случаи, од кои 15 во општина Гостивар, 6 во општина Врапчиште и 2 во Маврово Ростуше. На зголемен ризик и опасност од корона предупреди и кризниот штаб на редовниот неделен состанок. Се предпоставува дека бројките уште ќе растат и поради изборната кампања. За жал, мој впечаток е дека скоро никој не се придржува на протоколите. За жал, ова можам да го констатирам. Меѓутоа, повторно има групирање на луѓе, што е доста загрижувачки. Ова не го велам само во Гостивар, тоа е во низ цела држава. Кампањата ќе ги даде своите резултати после 1 месец, месец и пол. Во очекување на поголем бран на лица со симптоми на коронавирус, пред инфективното одделение на Гостиварската болница се подготвува мобилна амбуланта. Како што објаснија лекарите, амбулантата ќе служи за триажа на пациентите, односно нивно распределување за натамошен третман. Со ова се очекува да се избегнат гужви на инфективно, каде обично матичните лекари ги препраќаат сомнителните пациенти. Во Тетовскиот регион пак денес се евидентирани вкупно 16 новозаболени со корона. 13 се од општина Тетово и по 1 од општините Брвеница, Јегуновце и Желино. Во изминатите денови најголемиот број од заразените пациенти се од подрачјето на Тетовската општина. Кандидатот за пратеник од ДУИ Насер Зибери денес оствари средба со дел од градоначалниците на неколку општини за да ги слушне проблемите со кои се соочуваат. При тоа тој рече дека централната власт не соработувала доволно за да ги подобри условите на граѓаните на локално ниво, а вети промена на неколку закони за зајакнување на финансиската состојба на општините. Ветив дека тоа што е определба за децентрализација на власта во Македонија, во Северна Македонија, може да остане само еден список на желби доколку не биде подкрепено и со финансиска поддршка. Затоа ние планираме веднаш да се пристапи кон промена на неколку закони кои ќе ја зајакнат финансиската состојба на општините. Да го промениме законот за додадена вредност и процентот кој се доделува за единиците на локалната самоуправа да се зголеми од 4,5 на 9. Може би не одеднаш, но постепено ова ќе биде наша определба. Делот на процентот од персоналниот данок исто така да се зголеми од 3 на 9%. Се разбира, тука се и проектите за подобрување на локалната патна инфраструктура, на инфраструктурата на објектите од јавен карактер, од образовен, здравствен и така натака. Имавме една заедничка активност со кандидатот за премиер, господинот Насер Зибери. Подпишавме заедно еден меморандум, каде дадовме приоритет на тие прашања кои се важни во однос на работењето на општините,
кога се работи значи во однос на блок дотациите, во однос на можностите за развој на сите овие општини и во однос на политиките на соработка меѓу централната и локалната власт. Носителот на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Обнова за Македонија Дафина Стојановска вчера оствари средби со граѓаните на Тетовско, Милетино и Блаце. Попладнево разговарав со жителите на село Милетино и село Блаце во општина Брвеница. Луѓето овде ми се пожалија дека голем број на млади им се иселиле во странство. Покрај ова, како проблем, за мене и тоа што младите кои не се иселени во странство се оставени на маргините на општествениот развој. ВМРО ДПМН, како партија која што ќе ја формира идната влада на Република Македонија, е свесна за сериозноста на овие проблеми и затоа се обврзува дека ќе обезбеди услови за вработување на повеќе од 50.000 млади луѓе во текот на нашиот 4-годишен мандат. Понатаму преку современ студентски и ученички стандард ќе обезбеди младите да конкурираат рамноправно на пазарот на трудот, ќе направи активно учество на младите во носењето на одлуките и ќе направи спорт и култура по нивна мерка. Ние на ова се обврзуваме и ќе донесеме како повеќе за сите, така повеќе и за младите во Република Македонија. СДСМ и коалицијата Можеме синоќа во Тетовско ТРЦ одржа граѓанска трибина. На неа говореа носителот на листата од 6-та изборна единица од коалицијата Можеме Фаница Николовска, како и лидерот на БЕСА Билјалка Сами. Пред вас ја гледате сликата, пред вас стоиме македонка, албанец, турчин, сите обединети во визијата да изградиме модерна, современа, слободна држава. Држава која има економски просперитет за сите. Ако изминативе 2,5 години направивме многу на економски план и покрај тоа што истовремено решававме и крупни прашања, носевме тешки одлуки, генерацијски прашања кои што со генерации не беа решени, меѓутоа ние запоставивме економијата и во услови сега кога имаме криза предизвикана од вирусот COVID-19, покажавме дека државата може да се носи и на економски и на здравствен план. Цело време сум се залагал Македонија да биде рамноправна држава за сите граѓани без разлика на верската и етничката припадност, за тоа што длабоко верувам дека нашиот диверзитет, нашата разноликост е нашето богатство и треба тоа да го култивираме. Значи, движењето БЕСА верува дека диверзитетот на Македонија е вредност и тоа го споредуваме со сличната ситуација во Европската Унија. 500 милиони евра за ревитализација на албанските населби. Председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села на средба со жителите на неколку населени места во општина Теарце. Парите за ревитализација на албанските населби ќе се трошат според приоритетите и потребите на селата. Тука во ова село знам дека со години имате проблеми со водата за пиење. Тоа ургентно ќе се реши. Оваа држава мора да биде за сите, истакна лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села на митингот кој го одржа во Теарце. Голем проблем за жителите од оваа област е феноменот на концесија на водните ресурси за приватните хидроцентрали на луѓето блиски со партијата, која што е на власт веќе 18 години, додаде тој. Во секоја албанска населба инфраструктурата е направена со приватна иницијатива и воопшто не е од државата инвестиција од државата. Проблемите на албанците во многу села се средновековни. Светот ги реши овие прашања уште од средниот век. До денес албанците се уште страдат од вода за пиење овде во вашата општина. Но овие високи температури неделава минува и немате капка вода. Немате капка вода затоа што ние погрешно избравме политичари кои биле заинтересирани за деловни и лични придобивки, затоа што пред да обезбедат вода за пиење, тие имаат обезбедено концесии за своите роднини, без да ги прашаат жителите на овие делови. Председателот Села, кој носител во 6-та изборна единица од коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива, истакна дека нивната програма е направена директно од барањата и загриженоста на граѓаните, бидејќи пред неколку месеци тој самиот ги поминал сите албански села, каде разговарал со жителите на секое село. Ова, објасни тој, е направено со цел внимателно да се допрат сите проблеми на граѓаните.
Ние ќе бидеме имидж на политичарот кој ќе биде избран и го исполнува тоа што го ветува. Никој од нас нема да слушне празни зборови и големи позиции, затоа што нашето политичко действување не е само за поединецот како индивидуа. Нашата политика е поврзана со проблемите на албанците каде и да се. Во нашата програма ќе видите, предвидени се 500 милиони евра за инвестиции за 4 години власт, директно за ревитализација на албанските населби. Nevoja im pasojat edhe të krimit dhe korupcionit. Коалицијата Алијанса за албанците алтернатива средбите со граѓаните на општина Тиарце ги заврши со митинзи во селата Пршовци и Слатино, каде ветија подобра инфраструктура, почиста животна средина, но и канализација и вода за секој дом. Телевизија Кисимена да ги запраша граѓаните како ја оценуваат досегашната политичка кампања и од каде дознаваат за политичките програми на партиите. Прашавме дали за нивниот глас пресудна ќе биде партијата и незината програма или личноста. И уопште не ги слушам. Овие старите политичари не ги слушам ич. А кога ќе гласате, што ќе биде пресудно? Дали програмата, личноста или можеби партијата? Не. И тука јас ќе идам на личноста од моето село, од мојата општина. Лично на него ќе гласам. А како ја оценувате досегашната кампања? Празни ветувања. Празни се. Наискрено празни се. Сите кажуваат нешто, али тоа е џабе. Не. Нема да се свори тоа, да сите така ама нема тоа да. За сега не знам. Јас сум заморен од тоа и уопште не ги прачам да ги кажем право. Знам дека доста ветувања ќе имало се до тоа ништо, па да не се нервирам дека ветувале, знам дека од ветувањето ништо нема да се. А на кој начин дознавате за нивните програми? А мислите зашто не ја праќам? Секогаш истото е. Секогаш истото. Опозицијата ќе рече дека позицијата ово тоа краде, корупција или се друго, тие се кога биле на власт уште покоруптирани. И се знае што, се знае да е Запад со нови програми, Западна Европа и натаму, еве тие таму мора да го исполнат програмата, ако не протести, одмота сменување. Оде кој ќе дојде више нема закон. Ќе си седне у парламент, ќе си одбират министри таму и више поздрави се. Тоа е. Кога треба да одлучите за кого ќе гласате, дали ќе биде пресудно партијата, личноста или програмата што ја нудат? Порано сум ги слушал програмите, во основа на програмата сум гласал. Па, ја не ме интересира више. Чим ја више нема моите 16 члена семејства у странство, ја не излизам да гласам. Што на коме да му гласам? Зашто да му да гласам? Кој ја 9 месеци не бе овде. Синот тако, ќерка снаа. Зашто да гласам? Кога ќе дојде време да гласате, како ќе гласате? Врз основа на партија, личност или можеби програмата која што ја нудат? Програмата е битна. Да. А на кој начин дознавате какви им се програмите на политичките партии? Па треба да се оди по митинзи, да се каже што е, како е програмата, да се слуша. Што му треба на народот? Какви проекти? Само работа и плата. Од идеја до реализација, младата Ана Андонова од Тетово уште од малечка покажува афинитети кон уметноста. Незина сегашна најголема љубов се краткометражните филмови. Позади себе има 5 од нив, а за неколку од филмовите се закити и со признанија и награди. Сега чека погоден момент за премиера на нејзиниот најнов филм Малечка. Преполна со идеи и креативност, тоа е младата Ана Андонова од Тетово, која уште од мала возраст се занимава со уметност. Театар, балет, фотографија се областите во кои реди низа искуства и успеси, но најмногу е посветена на креирањето краткометражни филмови. Ана за нејзините дела добила неколку признанија и награди. До сега имам снимено 5 краткометражни филмови, од кои што 6-тиот допрва чека своја премиера, тоа е филмот Малечка. А исто така имам работено на десетици други кратки филмови кои што ми биле студентски вежби. До сега имам учествувано на Државниот фестивал за непрофесионален филм во Македонија и таму имам освоено неколку награди.
А исто така имаат учествувано на фестивали во другите земји од светот и некогаш и таму имам освојувано награди. До сега сум имала голема среќа да познавам многу актери, кои што се сепак театарски актери, аматери од летачката театарска трупа, но исто така ми е интересно да работам со луѓе кои што никогаш не глумеле ни во театар, ни на филм, а тоа што мислам дека во нив има нешто посебно што може да се извлече. Секое дело има свое значење и своја порака, но Ана вели дека најдраг за неа е првиот краткометражен филм кој го изработила, Грашок. Секако најдраг филм од сите ми е првиот филм, Грашок, иако не е ни близко до совршен, мене ми е најдраг затоа што е прв филм, не сме знаеле ни точно зошто го правиме и беше со можеби најголема љубов правен. Филм кој што исто така многу го сакам и многу ми значи, се гледа по тоа колку беше тешко да се направи, последниот филм Малечка, затоа што тој беше малку оголем филм и ќе трае подолго, околу 25 минути. И многу голем труд вложи од моја страна, исто и од екипата и мислам дека ќе се исплати сиот тој напор. Освен режијата, незина голема љубов е и монтажата и анимацијата, кои сега се дел и од незиното образование и напорно работи на нивно усовршување. Ана ги почитува мерките за заштита во сегашната ситуација, па чека погоден момент за да ја реализира премиерата на незиното најново дело Малечка, за која верува дека ќе биде во многу блиска иднина. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести на Кисименада. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатно!